Свесноста за вакцинација против ХПВ вирусот кој предизвикува рак на грлото на матката е ниска. Во Куманово опфатот со вакцината за заштита од ХПВ вирусот се движи помеѓу 50 и 60%, информираа денеска од Здравствен дом Куманово детски диспанзер. Вакцината во Македонија е задолжителна и се дава на девојчиња по навршени 12 години, а од 2024 година почна да се применува и кај машката популација, бидејќи тие всушност се преносители на ХПВ инфекцијата. Секоја година од 23 до 29 јануари се одбележува оваа недела со цел да се крене свеста за ризикот од рак на грлото на матката и да им се помогне на жените да научат како да ги намалат овие ризици и да ја спречат болеста. Ова вакцина кај нас е релативно и доста безбедна вакцина. Се дава, меѓутоа, пак ќе кажам, во не многу голема застапеност, така да некаде околу 50% 60% тука е застапеноста во нашиот град. Можам да истакнам дека одредени училишта, поготово албанската популација, значи кај нив, да не кажам, ама 95 па и 100% е застапеноста, додека во училиштата со македонска популација, некако тука сите таа бројка се намалува. Не знам во што е проблемот, дали во информираноста, тоест дезинформираноста за ова вакцина, што може да спречи и како може да заштити од инфекција. Така да можам да кажам дека ова вакцина сега е кај нас 9-валентна вакцина која што штити од 9 соеви на хуман папилома вирус кои што предизвикуваат канцер. Така да претходната вакцина 4-валентна беше и е со холандско потекло, вакцината е безбедна, значи секако родителите треба да бидат информирани и евентуално ако имаат некоја загриженост или нешто ги интересира, да се јават, да прашат, да дојдат. Значи ние ги повикуваме, организирано е тоа со тимовите од училишната вакцинација, ги повикуваме, дозите се примаат значи во 2 дози, доколку се работи за дечиња кои што се до 15 годишна возраст, она редовната вакцинација кога е во 2 дози, растојанието меѓу дозите е 6 месеци, додека кај оние што се над 15 годишна возраст, вакцината се дава во 3 дози, така да сега вакцината против хуман папилома вирусот може да се вакцинираат, значи кај нас во здравствениот дом до 19 годишна возраст, со цел, рачунаме дека до 18 годишна возраст веќе одлучува родителот, а после 18 годишна возраст можат и децата сами да донесат решение дали ќе ја примат вакцината или не. Така да ова вакцина исто така може да се даде кај машките до 26 годишна возраст, а кај жените до 45 годишна возраст, меѓутоа може и со оглед на индикациите и по потреба од терцијерната дејност, значи може да се даде и во поголемата возраст, значи над 45 годишна возраст. Ракот на грлото на матката е чест карцином кај жените на возраст на 35 години, а висок процент од карциномот може да се спречи со методите за превенција. Неделата за превенција на рак на грлото на матката ги охрабрува жените да го намалат ризикот од оваа болест преку промовирање на чекорите, што може да ги преземат за да се грижат за своето здравје. Користењето на ова вакцина во некои држави како што се Белгија, Австралија, веќе доведува и до ерадицираност на ХПВ инфекциите, со тоа што за некоја година може да се каже дека комплетно таму карцином на грло на матка веќе нема да постои. Меѓутоа и здравствената просветеност, здравствената култура е на многу повисоко ниво, така да мислам дека многу треба да се работи кај нас на тоа, значи треба информативни емисии, треба разговори, значи треба да се знае она што е точно, а не да се слуша некој кој што кажува дека е вака или онака, значи тие работи се веќе малку
така ригорозни и доведуваат до несакани ефекти. Исто така владее меѓу родителите зошто на таа возраст да се вакцинираат, се мали дечињата, меѓутоа во последно време границата, односно возраста на интимните односи кај дечињата се намалува, па затоа се препорачува ова вакцина токму тогаш кога децата да бидат заштитени, односно да имаат создадено антитела кои што ќе доведат до одбрана на организмот од хуман папилома вирус инфекциите. Со организиран скрининг за рана детекција на ракот на грлото на матката се опфатени жените на возраст од 36 до 45 години, кои во последните 3 години немаат направено ПАП тест. Со ова се овозможува изработка на ПАП тест со кој би се детектирало можното присуство на преканцерозни или канцерозни промени. Закажувањето преглед со ПАП тест е преку веб платформата screening.mk. Апелот до сите жени од здравствените власти е да прават редовно гинеколошки прегледи, бидејќи овој тип карцином може да се превенира и доколку се открие во почетна фаза, може да се излекува.